символизираме процесот на обединување прво на македонците, затоа што македонците како државотворен народ се темелни за оваа држава. Ако сакаме да живееме заедно, мора да се почитуваме заедно. Ако нема почит, нема ништо. Почита и љубовта и довербата, како што е битно во семејството, во бракот, така е битно во една држава, во еден народ, така е битно за сите граѓани на Република Македонија. И многумина не прашуваат, конкретно мене сега ќе говоря во прво лице еднина, што вие сакате, против кого сте? Јас велам против никого. Па зошто тука стоите, зошто протестирате? И јас велам вака, ние не сме против никого. Ние повикуваме за македонско единство. Ние повикуваме на македонско единство. Може ние да се разликуваме со политичките ставови, со идеологијата, со вероисповедите и така натаму. Но ние имаме еден заеднички именител затоа што имаме само единствен дом, а тоа е Република Македонија. Но има еден проблем со кој ние како македонци долго време се соочуваме. Значи, еден огромен процент од македонците во Република Македонија, конкретно говорам за Република Македонија, како да немаат осет, како да немаат свесност, внатрешно доживување за реалната состојба во која се наоѓаат како народ, односно во која се наоѓаме како народ. Кога во оваа состојба, јас и вчера тоа го говорев, кога во оваа состојба, кога ни се наметнува еден ваков предлог закон, кој сериозно има за цел да ја деструктуира нашата држава и да ја одземе иднината на нашиот народ. Тоа значи и нивната иднина. Кога во една ваква состојба, веќе пред 2 седмици немаше толку трибини, дебати и така натаму, но медиумите се полни. Говорат за овој проблем, социјалните мрежи се исто така полни, но повторно луѓето не доаѓаат. Сега ќе ви кажам од моето искуство однос на тоа, овие денови што ми говорат еден добар процент од нашите сограѓани. Да, отец Ивица, тешко е, сериозен е проблемот, но што да правиме? Не можеме ништо. Дефетизам, малодушност. А тоа е страшна болест. Еден народ кој во себе има дефетизам, малодушност, кој веднаш не размислува како да го реши проблемот, туку како да побегне од проблемот. Од која зависи нашата иднина, ме разбирате? Иднината на нашиот народ, а тоа значи иднината на нашето семејство, иднината на нашите деца, иднината на нашите, вашите внуци, ме разбирате ли? Во името на единството и во името на нашиот заеднички именител Република Македонија и во името на иднината на нашите семејства, на нашите деца, на нашите внуци. Да сте ме живи и здрави. Господ сите нас да не благослови. Но што тоа значи? Да благослови Господ некого, тоа значи да биде под негово водство. Тоа значи да бидеш човек на мирот, човек на доброто, човек на единството. Ние сите што сме собрани на овој мирен собор, гледам, чувствувам дека сме луѓе на добрината, луѓе на мирот, луѓе на љубовта и луѓе кои имаат мудрост. И длабоко верувам, со Божјиот благослов, со Божјото водство ќе го надминеме и ова искушение.